Почитувани, добар ден, добре дојдовте во уште едно издание на Бизнис Муабети заедно со Фактор Мака, овој наш подкаст кој што е насочен пред се на промовирање на успешни бизнис приказни меѓу другото, но и на бизнис приказни кои што оставиле на ваков или онаков начин значаен белег. Едно е јасно, во Македонија дефинитивно има пари, меѓутоа тие пари нормално треба да се заработат. Земјоделството во нашата земја, во Македонија, да не кажам во нашата земја, бидејќи тоа сега станува некако тренд, земјоделството е гранка област во која што исто така се вртат десетици, можеби и стотици милиони евра, или како што вели нашиот гостин, може да биде само небото плафон. Но зошто ние не направиме една вистинска стратегија за тоа како да правиме пари од земјоделството? Зошто словенците да велат, ни недостасува оно време кога патлиџанот, пиперката, лубеницата ќе стигнеа со воз од Скопје до Љубљана, беше вистинска радост да се осети тој мирис, тој вкус. И сите го поставуваат прашањето што правите вие долу во Македонија кога имате неверојатни услови за развој на земјоделството. А што правиме ние и како го развиваме земјоделството, ќе говориме со нашиот гостин, Огнен Ровчанец. Тој е собственик на Агроунија, компанија за семиња, за ѓубрива, која што екзистира на пазарот во Македонија 35 години. Значи, оваа година е роденденска, 35, со Огнен Ровчанец ќе разговараме на повеќе теми, особено за она што го работи Агроунија, како се развивала и секако за земјоделието. На почетокот, секако морам да се заблагодарам и на Форма Нова, нашиот спонзор, помагател, кој што се погрижи за ова студио да изгледа вака како што изгледа, да видиме комотни, а доколку сакате да видите комотни и вие во вашиот дом, секако овде е Форма Нова. Најголема понуда, одличен избор и како велат тие секогаш блиску до твојот дом. Еве и ние се обидуваме за да ви кажеме дека навистина се секогаш блиску до вашиот дом, а бидејќи полека но сигурно одминува летово, есента, особено септември е време за реновирање, така што одберете ги Форма Нова за ваш партнер и нема да зажалите. Јас сум Мишко Иванов, гледате Бизнис Муабети на Фактор МК. Како што кажав, наш гостин Огнен Ровчанец, Агроунија. Огнен, добар ден, добре дојдовте. Добре најдов. Како сте? Може и подобро, меѓутоа сум задоволен. Добар сум. Имаме со вас едно, ако можам така да кажам, пријателство, една историја уште од времињата, некако ми се повлекуваш или имам впечаток. Помина години до душе, колку десетина сигурно помина од оно интервју кога го правевме, но се повлекува Оравчанец или? Па или се повлекува, или остава простор на помладите. И нормално е. Нормално е сето тоа. Така да, со возраста, дефинитивно доаѓа и мудроста. Значи, прагматичноста, рационалноста. Она што порано ми требало да се направи, било која некоја работа, одреден проект, месец, два, три или година, многу брзо се планираат работите. Меѓутоа, сум задоволен од она што е направено, од она што е постигнато, сум задоволен. Кога ве викнав, кога се договаравме, велам дојдете Бизнис Муабети малку ново, не сум веќе јас по интервју избегнувам. Не се појавам, дај малку на помладите, оди на помладите. Да, тоа е идејата, да одиме на помладите, меѓутоа, како велат, вие пак мора да видите овде. Агроунија е семен бизнис? Дефинитивно е семен бизнис. Фирмата, јас сум основаш пред 35 години. Меѓутоа 88 9-та. 80 сега е, ова е 35-та година. И ќе биде некаде во декември и веројатно можда и ќе прославиме и заедно. Апсолутно, да. Зашто да не? Сега семеен бизнис е во делот на земјоделието. Татко ми мој бил експерт на ФАО, работел, меѓу другото, како директор на Земјоделски институт или продеган на Земјоделски факултет, а воедно работел и на создавање на нови сорти пшеници, житарици, бидејќи и тритикале работел, и има создадено. И е првиот автор на
сорти пшеници во Македонија, а на Балканов е автор на најраспространетите сорти во екс-Југославија, кога на 40% од површините беа наши македонски сорти, а тоа беа пелистерка и скопјанка, со варедни приноси. Сега, Зашто е тоа пелистерка и скопјанка? тоа се сорти на пшеници, сорти на пшеници. Така се викаат? Да. И можам да кажам 78 година во екс-Југославија на 28.000 хектари имаше 7 тона и 800 во Митросрем. Просек пшеници. 7.800 килограми на 1 хектар. Или, друго ќе ви преведам и друго, Пик Тамиш има 98.000 хектари, а Пик Ковин 50.000 хектари. 90% од сите од сортиментот таму, под пшеници, беше пелистерка и скопјанка. Зашто? Затоа што дава 1200 до 1500 килограми повеќе од сите останати сорти. Зборуваме, само сортата давала повеќе од останатите 150.000 тони. Тоа е. Тој бизнес го продолжив. Што има пелистерка и скопјанка? Не, сега имаме подобри. Сега имаме осадка. Таа осадка пред неколку дена во Албанија дала над 8 тона. Али е аквалитетна група. Да не одиме во детали. Тоа осадка, јас сега како дете кога ќе ми текне осадка, тоа не се даваше на кокошки нешто или? И ден денеска така, кокошките јадат и пшеница и така како деца да. Али имаше точно порано една осадка црвена, али даваше род, тон и по 2, а ова дава по 7-8 тона. Така да, значи, како и да не се, значи ова е значено за леп. Така, ако добро сатив, пелистерка и скопјанка или сега овие нови? Да, тие се лебни сорти, меѓутоа. А што е разликата меѓу пелистерка и скопјанка? Има разлика. Едни се прво битолско и скопско. Има, значи некои се со осилеста форма, некои се без осилеста, некои има повеќе, има тврди пшеници, има меки пшеници, лебни, со сточна храна и така натаму. Тоа е сепак една сериозна проблематика. Ќе ни треба малце подолго време и тој бизнис го наследив од татко ми. Кога си одеше во пензија, ја иако прво се запишав на економски, иако имав степен на економски, кога видов со што располагам, тоа е богатство, национално богатство тоа, и си се определив и си го завршив земјоделски факултет над 8 и нешто таму просек, добар студент си бев и продолжив да се бавам со селекција. Работев во една сериозна голема фирма, тоа е Магро или Македонија Агропромет. Сериозна, она го контролираше целокупно. Ова во Југославија се. Во екс-Југославија, така. Прво запослување во Зик Пелагонија, а завршив во општествена фирма во Магро, каде што брзо одеше напредувањето, зашто бев многу вреден, многу тршев, многу работев. И таа фирма беше и расадник, каде занаед учеа многу луѓе. Имаше 1500 луѓе, од кои 80-90 беа раководители или директори. Меѓу нив и ја догурав до раководител на прометна семинарство за цела Македонија. И го научив занаетот. Научив што и како да се работи, а нормално, како последица од работата, не е примарно, последица од работата како да се стекнат со материјални добра, односно со средства или пари, а тие се последица е тоа од работата. Ние, сега пак може да кажем, може да сме го некој пат дискутирале, во Магро имавме производство на 72 видови растителни видови. Што разбира, житарици имавме, неколку илјади тони производство, само во една организација. А во Македонија имаше 25-30 илјади тони семе производство. И така натаму. Имаше луцерка, имаше пиперки, 30 тона извоз имавме. Имавме домати, хибридни. За илустрација ќе кажем, Балка Лука, Земјоделски институт, имаше 150 видови производство. Балка Лука, 1 килограм хибрид, денеска кошта 700.000 евра. Тога Македонија извезуваше по 150 килограми. Што е хибрид?
Хибриди се оние семиња, има сорти кои што едноставно се размножува од семе, а друго хибриди се вкрстување мајка и татко и се добива потомство, со кое потомство се добиват екстремно добри приноси, меѓутоа не е гаранција дека ќе се добие, има тука доста работа. Сега, за жал, во Македонија од тие 70 видови што се извезувале и што имаше Македонија по 15 милиони долари извоз, остана само житариците што ние ги работиме. А другото кај отиде? Другото, за жал, не се создадоа услови да се продолжи производството, нешто занемарливо, можда нешто, некој за себе да се произведува. Едини што имаат сериозно производство е нашата фирма Агронија и едини сме што извезуваме семе. На кого го извезуваме семето? Семе извезуваме во Србија, таму се умножува и од таму оди во Србија, од Србија оди усто за Косово, од Србија оди за Албанија, имаме признати сорти. А зашто? После ќе кажеме, а воедно да ја завршам мислата, имаме признато сорти не само во Србија, имаме во Косово, во Албанија, во Бугарија и во Грција. И сега во Грција имаме... Значи во Европска унија? Во Европска унија, дефинитивно. А зашто се признати? Затоа што се подобри од најдобрите. Најдобрите се стандарди при признавањето. А зашто го произведуваме во Србија и оттаму извезуваме? Затоа што Македонија нема овластена, акредитирана лабораторија извозна. А тоа се решава со билатерален договор, предлог сме давале и даваме, билатерален договор да се отстапи овластена лабораторија кој има? Има Грција, има Србија, има Бугарија, еден билатерален договор да го покрива нашето производство овде. Крај на приказката. Дали е добро нашето семе производство? Ние кажува податокот дека имаше проект да се видат како се македонските сорти надвор. И кој го правеше тој проект? ФАО. Имаше не само македонски, имаше хрватски, имаше српски, имаше и така натаму други сорти. Или беа најдобри, или меѓу подобрите. И ни побара 1500 тона ни побара, ние немавме. Ги обединив сите количини, ова зборувам, пред 25 години. Ги обединив сите количини што беа постојани во Македонија, дали зипка лагонија, дали клечовце, дали семенарство, дали сите, собравме 700 тона. Покажавме, Косово имаше добри резултати, ние сме заинтересирани, меѓутоа немаме извозна лабораторија. Во Србија извезуваме со специјални дозволи. Зашто? Затоа што има зголемени приноси. И уште еден податок, ако ние цената на килограм пшеница е оваа година 10, а најскапа била 20 денари. Нашата извозна цена, ако во Македонија е 24, 5, 6, 7, 8 денари, за Србија извозната цена, како основен семенски материјал, е 60 денари, 1 евро. Пак ќе ви повторам. Ако во Македонија 25 денари, цената што извезуваме во Србија е 1 евро. Зашто? Затоа што имат интерес, поголеми приноси дават и е квалитетна група. Затоа или Сингента, што се увезува семе во Македонија, цената е 1 евро. Од Баер, од Монсанто, сите за житарици 1 евро. Ние имаме овде, ама не знаеме да си го почитуваме. Тоа е стара тема. Не ми е јасно. Не ми е јасно, не ова што го говорите, туку тоа што нема никаква стратегија. Како вели вашиот син, единствениот урбан лик залутан у рурални земјоделски води, тоа на шега тој е како информатичар, така? Меѓутоа, кога разговора вака пред да ве поканам и ми вели се повлекува огнен по полека остава на ќерка му, таа е опасна. А таа е филозоф, па економиста, па не знам уште што и Па добро, видете, времето ќе покаже што како, иначе точно, ќерката моја има завршено филозофски факултет, просек 10, има економски факултет на досум во Вандерштул, има
во Германија, Универзитетот Фре магистратура, просек 10, била на филозофски факултет 4 години као асистент, меѓутоа неплатен асистент, волонтер, и после 4 години дојде во фирмата да види што може, како може, бидејќи немаше и ден денеска, мислам дека нема отворени места на тие катедри тамо, кај што волонтираше. Нормално. Уште немаат. Значи си имаат мака луѓе, и тоа е една од има, причините. И добро, дојде во фирмата, си ја презеде селекцијата, постепено, еве, нова дејност отвара некоја, ќе кажи времето што, како ќе биде, доходовна, а старите дејности постепено си ги контролира. Ама Огнен Ровчанец е овде као супервизија или зоние големите работи, оние... Па вака, Огнен Ровчанец полека, јас сум као де факто во пензија, меѓутоа секојдневно сум се уште управител согласно сите законски прописи, меѓутоа по некој пат си играм мајтап, по некој пат си ги гледам од страна, по некој пат се нервирам, или ме нервираат, или ги нервирам, така да тоа е животот. И добро е постепено да си одат така работите. Да. А добро, нели те нервира она, еве, кога говориме се историски гледа она назад Југославија едно друго, и сега доаѓаме до ситуација кај што велите ке нас е 24 денари, јас продавам за 1 евро во Србија. Ние толку 30 години не успеавме да направиме една, тие се зборови што многу ме нервираат, меѓутоа една стратегија, земјоделска стратегија. Што ни треба на нас? Дали ни треба Па видете, леп, дали ни треба пшеница, дали ни треба домат, дали не знам. Едно време се даваа субвенции и дадоа субвенции за лешници, па се утепаа сите да одат лешници, ке садат, пошто беше, не знам, се карикирам, мислам дека беше околу 3000 денари од дрвце, од стебло, и сите некако одеа. видете, неколку пати Македонија почнала да оди по вистинскиот пат. Меѓутоа, од X причини се застранило. Стратегија има и не е тоа тајна што треба да се прави. Меѓутоа, треба да се обстане и да се работи малце повеќе за општо добро. А преку општото добро да дојде и до личното. Ние една група на луѓе, па и јас сум меѓу тие на некој начин основивачи на Сојуз на стопански комори, работевме многу, не може да не го спомниме таму почесниот ние сега председател Велија Рамковски. Таму беше Мирче Чекреџи, па беше Темелковски, па беше Венко Глигоров, да не ги редиме сега сите. И имаше 20 на комори. Калиников дојде, со многу енергија се вложуваше и се направија доста стратегии. И се одбра добри патишта. Меѓутоа, не се издржа да се изодат до крај тие патишта. Поканава што дојде од ваша страна, ја сватив пак како уште една напор да се помогне на преку општо добро, пак да се каже дека имаме шанси, не може да немаме шанси да го искористиме овај потенцијал. Ако нешто имаме ние потенцијал, тоа е таа енергија што ни е бесплатна. Апсолутно, но дали младите сакаат кај нас да работат земјоделство? Видете, тоа е еден од клучните. Зашто не успеавме ние, зашто направивме еден момент на психологија дека ако работиш земјоделие, ти си, сега да не употребам некој погруб збор. Во сите сфери, се извинувам ако прекинам, значи во сите сфери има едно страшно непочитување на другиот, на соговорникот, на ривалот, иначе било каде, земјоделието, а и сите други области, ние гледаме дека има многу области кај што се лута, кај што меѓутоа тоа не е случајно. Не е случајно. Зашто? Затоа што прво образованието не е разрушено. Ние немаме сериозно образование. За жал,
да не кажувам колку студенти се, занемарлив број студенти има на земјоделски факултет. Колку? Па мислам дека се брои со десетици. Значи, сигурно дека има многу повеќе професори него што има студенти. Ајде да ги заинтересираме. Има ли пари во земјоделството? Па што пред малце спомнав ја дека од 1 килограм хибридно семе кошта ништо толку не кошта колку семето. А има ли многу работа, знаеш, пошто ние малку сакаме да поспиеме до не, сега вака видете. Сакаме да поспиеме до 11. Не да има работа, него има било каде да се успее нешто. Вие најдобро знаете, водевте и водите веројатно уште она емисија како да успех, патот до успех. Сега у пауза. Не е важно. Значи, али оставевте белек, печат и така натаму. Значи, нема никаков успех, ништо нема без две работи. А првата е прво да се сака и максимална посветеност. Значи посветеност. Ама што е посветен? Фанатизам е тоа. Тоа е фанатизам. Без фанатизам, без да се сака работата, а материјалните добра се последица. Си доаѓаат, не може да не дојдат. Сега, ако 700-800 евра кошта 1 килограм семе, чекайте, дали може да се направи? Па може да се направи. Ја сега, мене, да ме праша некој, што, па вие што рековте, не ги сакате, не би сакал да се свати ја, па ја. Меѓутоа, и порано имало такви случаи. Еве, порано, друг случај, не во земјоделието. Гавро е. Постоеше еден легендарен директор Гавро на Мак Петрол. Беше напреден човекот. Отвори 12 дејности. 12 дејности. Некој се подудара. Ја имам 12 подружници, ама нема веза тоа. 12 дејности он направи Неоком. Со компјутери. Целта беше да основаат фирми за 4 години да се осамостојат. Оно што го прави на некој начин Светска банка, овие ангели, тоа не е нешто ново. И од тие фирми што ги направи тој, Неоком успеа, направи пумпи, направи други, оние значи остана 4-5. Истото тоа може и во земјоделие да се направи. Нека се направи проекти, нека се конкурира производство, се направи производство на куртовска капија и мислам дека функционираш. Дали уште функционира? Не сум во тек. Не сум бил заинтересиран, не сум во тек. За сите тие работи може да се направи. Може проекти. Еве со субвенциите толку ги напаѓаат во Македонија, што прво, ако нешто добро е направено во Македонија, тоа е субвенции. Не викам дека се добро распоредени, него субвенциите постојат во цела Европа, во цел свет. И со тие субвенции може да се регулира и да се усмерува развојот на она што го сакаме. Значи, може да се направи. Еве сега, да се направи некој проект, можда и ние како фирма ќе учествуваме. Производство на банални работи. Ние сме имале по 50 тона, 40-50 тона лубеница. Кримсов цвит е слободна сорта, секој може да умножува. Меѓутоа, за да се дојде до работата, сега се уште не е дојдено кај нас во функција, производството не е, немаме ни услови за работа овде, затоа бегаат луѓето. Нема услови за работа. Зашто нема? Па најдобро поминува сивата економија. Тоа не е работа, тоа е шпекулација, тоа е, да не кажам, крупен, ситен, голем, вако, таков криминал. Кај нас Министерството за земјоделие порано, во време кога беше, ја памтам многу добро, кога беше Ангелов, имаше прво 67 луѓе, па после 100 луѓе беа. Законот за семе. Законот за семе беше на 4, 5, 6, 7 страни. Сега има 200 правилници. Парализирани и се едни со други. Одреден, да не коментирам, имаше 16 инспектори. Али знаете кој ред беше? Сега? Па мислам дека се, не знам, 50, може 100 да се. Инспектори? Па да. А ред нема. Ама, видете, не, ред има кај оние што честно работат. Аха. Али ја мислам дека 50%, може и повеќе, има сива економија.
Не се плаќа данок. По пазарите се носат дали хемија од без увреда на Турција, на Бугарија, на Се носи, да. Германија. Ја знам дека Семиња. кога се бараше арпаџик, не може да се најде арпаџик, па не сакаат холандски, па носат од не знам од Па каде. сигурно. Наш ориз не јадеме, не знам Од како Турција ориз, се од носи, Турција. така да, Наш компир не јадеме, беровски, не знам Да. каде има таму во Струга во едно место има, ние увесуваме. тоа е. Тоа е таа стратегија. Агроунија како Агроунија 35 години, почнавте со колку? Пари. Почнавме со голема волја. Тоа беше идејата? Дефинитивно, ја работев во Магро и бев раководител на прометот. Да. И 89-та година или 88 ако не се дозволеше да има приватизација, веројатно ќе заврше во странство. Што си отидев? Немаше услови да се работи. Веќе се чувствуваше онај распад на Југославија, било што. Со доаѓање на Анте Марковиќ се создадоа услови за развој, односно за приватизација, да се отворат приватни фирми, и ја отворив Агроунија и веднаш поснав со 4, 5, 6 луѓе. Никој до 94-та, од 89-та до 94-та не ме прашуваше кој е титуларот, не може да предпостави дека тоа е приватна фирма. Тек од 93-та, 4-та година почна. Магро, кај што работев, беше единствена прометна и производно и прометна организација. Тие не плаќа, ние одлично плаќавме, пошто почетокот немавме трошоци, брзо акумулиравме средства, брзо работевме, фанатично работевме, почнавме големи бизниси да ги работиме. Зашто? Затоа што имавме средства. Практично со 0 денари почнувате? Па нешто ситно. Нешто ситно. Меѓутоа, капиталот и пред тоа, кој беше? Пред тоа со истите луѓе. Еве, што се случи? Азотара Панчево беше доминантна на пазарот со ѓубриво. И се јавувам кај генералниот директор, кого го знам, Миралем Џирло. Ало, Миралем, добар дан, Огњанов. Заедно сме пиле по сајмови, на семинари, возраста, плюс, минус, тука некаде. Викам, ми треба ѓубриво. А Јелче да плачеш? Па нормално дека ќе плаќам. Што? Па донеси еден акцептен налог, плаче. И тогај и денеска плаќањата се светиња. И почнавме. Прво нормално нешто на 15 дена, па на месец, па на 2 месеци, а ние овде одма наплаќавме. Работевме со добри фирми и денеска многу внимаваме, ни пропаѓаат од време на време одредени суми кај некој што дат во ликвидација и стечај. Ликвидација нема се уште, значи вечити стечај има. Тоа е болна тема, друга е. Да, друга тема. Друга е тема. И така почнавме, значи со еден чесен однос. И до ден денеска никој ја нема тужено Агроунија. А од 92 до 95 година беше меѓу првите 20 фирми по развој по било што. Али фанатизам. За 6 месеци имам извозено тогај околу 65-6 километри и една вака, као, не знам што да кажам, недостаток на бензин имаше тие години, а морав да одам до Нови Сад, да подпишеме договор таму. Семејски сончоглед за цела Македонија преку нас одеш. Веќе втората година. Чировиш, генерален директор на Нови Сад, председател на комора беше, одлично го познав. Идам, Магро не плаќа, викам, може ли да ми дадете сончоглед? А Јелче да плаче? Па плаќа. Дај акцептен налог. 150 тона на акцептен налог не дава. Ни на крај 150 тона семејски сончоглед за цела Македонија. Значи, така работевме. До ден денеска не се случило ние да не сме платиле или да се каснело. Меѓутоа, не така. Да. И друго, ако се касни, ќе се јавиме, ако му должиме на Мишко. Ало, Мишко, не можам денеска, али за 5 дена, за 10, за 15 ќе ти биде платен. И ден денеска, плаќањето, дали на добавувач, дали на банки, не се случило. Како да не се плати тоа? Кај го има тоа? Тоа во Македонија. И па видите, се додека не е кривично дело тоа да не се неплаќањето. Не кривично дело е плаќањето. Што да кажам? Шегувам. Значи, така, почнавме и еве, за 35 години
Не сум се обогатил лично, меѓутоа фирмата е сериозна. Колку вреди фирмата денес? На Па не колку? знам колку вреди, важно имаме 2500 квадрата магазински простори, важно имаме дирекција, имаме 5 продавници, 2 се наши, 3 не се, комплет имаме возен парк, дали комбе, дали поголема комбе, дали и веко, дали камион, дали приколица, трактор, било имате што. нека проценка да дојде некој да ја купува, не? Па не е за продавање. Не е за продавање, не сме заинтересирани. Ние. Таа и друго. Начинот мој е тој, а верувам и на Олга и на тие сите вработени, таа фирма Олга е ќерка, и- така? да, ќерката, меѓутоа фирмата титуларот сум ја, меѓутоа е за сите вработени. Зашто? Колку вработени имате зи? Па сега намаливме, сега околу 35, 6, 7, Аха. така, а бевме и 50. И намалуваме. И ако продолжи вака ситуацијата, се намалува интересот за земјоделие, а може да кажеме и зашто и како, се намалува. Нема веќе... Добро, Основно е, нема луѓе. Ај вака, ќе го врата до во овој дел со семиња и со ѓубриво. Колку пари се вртат во Голем овој бизнес. бизнес? Па Колку? видите, ако... Не, нема тука, нема лимит. Ако еден Монсанто прави терминатор технологии и заедно го купуваат Байерн и таму, тоа се нема пари, тоа нема вредност. Значи, тоа се многу пари. Тоа се многу пари. Многу пари. Кај нас колку се вртат? Па не знам, тоа може да се израчуна, меѓутоа Десетици, не би може. 20 милиони Па видите, евра? не можеме зашто? Пак уште еднаш ќе кажам, кај нас е добар дел, деве нека е 50, нека е 60. Ама сигурно едно 40% е сива економија. Кој ја контролира сивата економија? Кој може да даде процена за сива економија? Што да коментираме? Делот и на семиња, и на хемија, голем дел. Зашто и тука? Прво, законската регулатива треба да се поедностави, Ама ние сакали, не сакали, како ќе влегуваме во таа Европска унија, валјда ќе влеземе еден ден, ќе мора да се прилагодиме на тие правила. Ама видете, ние сега ако се прилагодиме кон Европската унија, ние ги штитиме сите производи од Европска унија. Значи ние треба прво да го заштитиме земјоделието. Ние прво правиме правилници и било што за непостоечко и на крај ќе дојдеме ќе имаме законска регулатива како Европска унија, ама нема да имаме земјоделие, дефинитивно. Да не се, значи ние што треба да направиме? Ние треба примерот, има примери. Не треба далеку да одиме. Може да одиме во Србија, може Бугарија, може Словенија, идеален пример. Еве Словенија постепено прераснува во сериозен, веќе конкурира со данското земјоделие. Меѓутоа, ви имавте еден мисија кај што имавте со одредени политичари во Словенија, Ќе ви кажам пример за градоначалникот. градоначалникот на Словенија. Што да коментираме? И не треба многу да кажуваме ние што треба. Да се вратиме назад. Значи, прво, земјата мора да се продаде. Обработливото земјиште. И денеска нема начин да се купи. А кој работи денес земјата? Па ја работа тоа ние што е доделена или е сега на Например, некој... пченица кој седи? Па сада тоа што има 100, 200, 300, 500 хектари, многу... Не, оно е државната земја. Па, видете, пченица порано имаше 240, 250 илјади, 280 илјади хектари. Оваа година нема повеќе, некој вика 100 илјади хектари, некој вика 80. Не навлагам, колку е толку. Е, сега тие сеат. Меѓутоа, пак уште еднаш, кој е за примерно производство на 150 хектари, треба минимум 300.000 евра да се уложи механизација. 300.000 евра. Државата или? Не, тој што работи. Тој што работи. Тој што работи. Што е тоа? Треба трактор, треба селки, треба дрљачи, треба и така натаму и така натаму. Е сега, Комбајни и така натаму. некој ќе уложи, а земја не поседува. И да му е дадена под концесија, не може да ја отуѓи. Нема. Имаме ние одредена група, една идеја. Земјата мора дали порано или дали покасно. Ако сакаме во Европа, не може, сега, со ова ќе одиме во Европа со закониве, ама земјата нема да ја продаваме, ако е таа поделена во Европа и може да се купува, да се продава. И Косово е на 99 години. Секој што има стопанство може да си го продаде. А како ја би го контролирал него ако му ја оттуѓам земја? Како да го контролирате? Па да го контролирам во смисла на тоа дека тој, например, ќе прави тоа што мене ми треба. Карикирам. Има начин. Сега војна, Да. мене ми треба
Пченица. Во Односно ви треба брашно, треба- во договорот може да се стави клаузула за земјоделско, и има тие клаузули. За земјоделско производство, знаете- и кај нас и тука има едно трикше, што иако има закон дека не смее да на земјоделско земјиште до пета категорија да се гради, па сите сме сведоци како целиот полог, цела Скопска поле, делот сите секаде се Па гради добро, на сега ние земјоделско сакаме земјиште. малку модерни да видиме, Не, знаеш, не, спа не. центри и така сега. Вие Се- сега ќе ми садете пиперки патлижени таму. Е, сега вака. Шега Значи, на ние страна. прво треба малце еден Има сериозен ли пристап. стратегија земјоделство? Прво треба да има еден сериозен пристап и да има еден долгоречен. Земјоделието не е таква активност, не е таква дејност, да денеска она што ќе одлучиме, од утре така ќе биде. Мора да се работи сериозно, минимум кај полјоделски култури, стрниште да се разора и убаво да се разбие земјата, треба 3-4-5 години. За лозија треба 2-30 години. Овоштарство така натаму и се друго. Семе, ние сега семе, денеска собираме класови, тие класови ќе бидат за на нива, прво има класови, па има предосновен семенски материјал, па основен, па C1 и C2. Значи, петтата година тие класови што ги собираме се употребуваат за семе. Значи, тоа е една активност што си бара долг период од кога ќе се почне да се работи. А пред да се почне да се работи, треба да се научи да се работи. Порано ние имавме, за жал кажувам, имавме репроцентри, кај што беа затворени системи, а тоа беа комбинати, кај што имаше примерно земјоделие, па имаше преработки, односно имаше примарно, па имаше сточарство, па имаше млекари, па имаше ладилници, па имаше финално производство, имаше од кого да научи. За жал, такви организации има многу малци. И луѓе од мојава возраст има се помалци и помалци, нормално, нема на кого да се пренесе. Зашто? Треба да сами да се прашат. Треба ли? Прво, треба да се почитуваат луѓето меѓу себе. Тоа да. Основно. Ај вака, Да. господин Да. Орчанец, Да. колку пари може да се вртат во македонското Многу. земјоделство? Например, кажете ми бројка, колку милиарда евра? Не е ограничено тоа. Лимитот, звездите се лимит. Значи, може сериозни пари да се вртат. Ако Ние видите- зашто сме нашето поднебје зашто е добро? За патлиџан, за пиперка, за тутун, Видете, за пшеница. еднаш со вашиот колега ме викна Љупчо Гајдов, некој од земјоделие не му дошол и беа за македонското достигнување во сите сфери. И таму беше Љупчо Гајдов, водител на емисијата, ме викнал мене како некој од земјоделие. Таму беше Насте Чаловски, председател на Асамблеја на Македонија, во Обединети нации, представник од Македонија. Таму беше Горан Антозија, таму зашто Милчо Манчевски, тога е филмот. Таму имаше уште неколку и сите има добри надвор достигнувања. И мене ме прашува Љупчо Гајдов дали Македонија може да се прехрани. Може ли? Дали може да се прехрани? И сега тога кажав една глупост и после веројатно за тоа сум имал 2-3 години проблеми. Ја му викам од две работи може да се прехрани Македонија. Прво, од да ги собереме сувите лисија, гранки, да ги собереме, и втора работа од прелетни авиони. А тоа беше емисија пред вториот круг на председателски избори, кога Глигоров беше избран. И тога да не се зборува за политика. Меѓутоа, кога ме грабна мене, во тој момент, во тој момент Македонија не ги собирала тие пари за прелет на авиони, ги собирала Белград. Под Белград сме биле ние. Контрола лета била Белград. Тога се уште Македонија не ги собирала. И биле стотици билиони. И ја викам да ги собереме тие пари и суви лисија и гранки и Македонија може да се. И пак сега ќе ви кажам, после има проблем. Што ќе правиме со суви лисија и гранки? Тоа е енергија, тоа е животот. Енергија.
Знаете, зашто ја прашам? Сега вака, значи, пак уште ќе ви кажам, после ги собираа парите, мислеа дека нешто сум кажал ја против некој, нешто, некој зимал пари, не Добро, зимал, ке нас глупости. тие Одма вакви, одма филмови. Пак кажувам дека ние само да ги собереме лисјата, ќе има енергетска вредност толку. Ако ништо друго да палиме. Дајте ми го земјоделието вие, на мене како земјоделие, значи. Па и Можеме ли ние да се прехраниме? Како да немаш? А зашто да немаш? Срамоте Па да... зашто имаме ние кризи, на пример имаше криза за леп, кај што цените одеа. Има, не знам, кризи за Па сега ве се почи. Што ме нервира? Некој го злоупотребува трудот на земјоделецот. Земјоделците кај нас не се добро упатени, бидејќи тој е цел ден на нива и вие можете да го упатите во некои работи. Тој ќе седи ќе работи, ги навикна дел од тие кои што се малку поострумни, ајде да не употребам некој потежок збор на субвенции, на крајот тие ќе го извадат својот труд, дали пипер, дали патлиџен, дали лубеница, ќе дојде некој батка фраер, ќе ги откупи за безпари и ќе дојде и ќе ми ја продава лубеницата 100 денари. Или ќе ја извезува надвор. Знаете, претпоставам говоревте за тој неред или ред кој што се случува во Македонија. Дефинитивно. И сега вие тие прекупци не може да не ги знаете. Ама видете вака се. Доаѓа време на сезона на лубеница, ти ми даваш, не викам јас да ми ја даваш 5 денари или да ја фрлаш. Меѓутоа не ги да биде 400 денари кило лубеница. Видете, нема мудрост голема. Се треба една стратегија, почнувајќи од образование. И Па нели има земјоделски средни училишта и во Струмица и во Ваквата? И то како младите да ги натераме е добро. Како младите да ги натераме во Драчево е добро. Да, како младите да ги натераме дека тоа што е рурално не е срамота. Са, видите, треба да Многу едноставно. Многу едноставно. Како? Како? Тоа што не може да се направи или ние не можеме да ќе го платиме. Ќе платиме. Ако немаме луѓе овде што ја знаат таа работа, ќе викнеме од страна да ги научиме овде. Друго, да им дадеме перспектива, па кој ќе работи за 200-300 евра? Тоа време не. Па сега трактористиве стануваат, еве ние како фирма бараме тракториста 3-4 месеци. Па уште малце ќе стане као овчариве и трактористиве во музеот. Некој музеј ќе ги ставиме. Колку пари зива трактористите? И тие ќе ги ставиме како нумизматичка вредност. Зашто? Како реткост. А трактористите кај нас не е тајна, взимал 45-6 минимум 1000 до 53-4 денари. И нема. И еве и да покачиме. Сега доаѓаме у ситуација и 6 и 7 ако да 70.000 да даеме или 1000-1500 евра. Нема. Нема трактористи? Нема. Зашто? Затоа што ќе си оди на друго место, дали таа интересна Германија или... И колку дават во Германија? И па таму, видете, ќерката моја отиде на магистратура во Германија. И најнормално секој студент таму работи. И на студентите тие даваат, на студентите од негде 700 до 2-3 евра дополнителна дејност. И сега вака. Меѓутоа, зашто се врати ќерка ми? На ќерка ми како странец се даваше 800-900 до 1200, за истата работа на германците се дава 2700 евра. Значи, денеска тракторист во Македонија, ако се најде, би зимал... Вие видите... Најмалце 50.000. 50.000. Да. Овчар колку? Па веројатно 1000 евра, едниот и други, а може и повеќе. И тоа има решение. Све има решение. Еве, ние кажавме, тоа што не може да се купи со пари, ќе се купи со повеќе пари. Со многу пари. Со повеќе Колку пари. обработлива земја има Македонија? Апропо прехранувањето? Па, обработливо земјиште по некои класификации, тоа е точно, некаде 400.000 има обработливо, а има со се шуми, ако може да и грешам, 600-700.000 хектари. 400.000 хектари, така? Али Од пак... прилика со шуми 600-700, Да. на тие 400.000 хектари, тие се некои приватни дел, државни, така? Да. Голем дел се И сега, приватни. има ли ние стратегија, например, вие велите за еден производ и требат неколку години, например, на тие, имаме ли ние стратегија што оваа година како држава нам не е потребно? Да, Имаме војна во Украина. Украина е најголема за извоз на пченица. Значи, ќе имаме поскапа пченица, струја едно.
Имаме ли ние, овој пат ќе удриме повеќе на пченица, помалку на, не знам. Добро, има, не е така испуштена, меѓутоа е за жал се помалце и помалце се губи интересот. Зашто се губи интересот? Има владе и едно општо генерално незадоволство, генерирано од некултура, и пред емисијата кажавме, во сите сфери. Непознавање, значи треба да се почне од почеток. А што е почетокот? Еден респект према соговорникот. Да не биде обично, кон земјоделците со обраќање на селјаци, не е важно. и на младите. Не само, ама не се работи само земјоделите. Во сите сфери, нема една сфера. Не разбирам таа потреба поента. Еден сегмент, па тие видите вие политичари, еден респект према другата партија, према третата партија. И ме нервира што секој се знае. Например, сега ќе дојде некој, што нема појма и ќе ви каже за семиња и за ѓубриво и ќе ви рече чека огненеда, ти кажам ти многу не разбираш. Што се знаете, тоа малку вади тоа од кожа. Да вие 400.000 хектари спивале, порано ние повеќе хектари, бидејќи сега некои од тие земјоделски се пренаменуваат во градежни панели, сега ќе ни влезат големи странски компании. Не е лошо да влезат големи странски компании. Не, говорам од земјоделското се трансформира во градежно, па Да, иначе друго, значи видете, ние не можеме да бидеме изолиран остров, а пробаме ние изолиран остров да бидеме и сите дешавки, случувања да се случуваат околу нас. Не можеме да останеме таму. Значи, пак ќе се вратам уште еднаш. Она идеја што ностоп ја заговарам јас и веројатно постепено, да се приватизира земјиштето, тоа мора да се приватизира. Или да се даде на 99 концесии и да може да се продава. А како да се направи? Целокупното земјиште да се процени и тоа е национално добро. А државата да нема ништо од тоа, така? А државата да си го даде, односно се зима. Значи вака, дали кирија, дали ќе се даде под концесии да се стопанисува, меѓутоа тоа е национално богатство, да се процени и да се даде на секој полнолетен жител во Македонија равноправно како што е направена целокупната приватизација во Чешка. Сега што се постигнува со тоа? Не само што ќе се работи земјоделското земјиште, туку ако Мишко или Огне не сака, ќе продаде на берза. На берза ќе си ги продаде акциите. Па ние имаме агроберза, не. Па што е проблем? Имаме берза, таму ќе се котира. Има брокери, ќе се котира. Ете пари од што може Македонија многу добро да живее. А иако ова подсмешливо звучи. Не сме подсмешливо, воопшто не е подсмешливо. Не само за тоа. Ова е готово, де факто нема друг начин, мора да се даде. Ако цела Европа има титулар, овде не може државата титулар државна. А се бориме ние за капитализам. Тие предрасуди треба да се расчистат малце. Ние уште ликвидации постојат, стечај, не затворени по 20 години. Не може тоа така да биде. Се знае што треба. Не може. Ама сега под маса ја и Мишко ќе се договараме. Не може тоа. Или има ред, или нема ред. Или се работи, или не се работи. Друго, како да се обезбеди земјоделие? Едноставно. Али да се донесе законот да важи 10 години, 15, 20, не секоја година, правилник ќе се носи, па ќе се менува, па ќе се дополнува и така натаму и така натаму. Многу политика има и ке вас вмешана таму и помеѓу земјоделците, но Па видете се. Ова држава на политика. Јанковиќ, градоначалникот на Лјубљана, вели вака. Се сеќавам кога ќе дојдеше возот од оздал од Скопје и кога ќе се истовареа патличани, пиперки, лубеници во Лјубљана, па ние живеевме за денот да го почувствуваме тој мирис и вкус. Вкус. Што правиме ние? Што правите вие доле? Навистина, што правиме ние доле? Ние не знам кај се загубивме ние. Ние сме загубени во секое поле, во не треба да се срамиме дека сме земјоделска земја. Ние ќе каже некој и ајварот ви го украдаа словенците, но говорев ја нема врска тоа со собственоста за и околу дека не може да се патентира, но можеме многу, а не знаеме или толку ли не бива? Вие ме прашавте мене што и како
почнала агронија. Сме имале визија, сме имале цел и Љупчо Гајдо, вашиот колега новина, што вика, сум ставил туткал и сме работеле напорно во функција 40-50 луѓе и добро сме живеели и добро живеат сите наши работници. Ме нервираш Значи, да задржам, се извинувам мислата, значи треба да се сака. А штом се сака, да не лутаме лево-десно сега. Не, овде секи ти Овде просто на 3 успех години, не ти на просто. 4 години, Да. или на секоја промена на влада, се менуваат одредени правци, стратегии, генерално еве и во земјоделието. Да не коментираме, ми е смачено. Ама не можам да разберам зашто. Се срамиме или што е поентата? Или некој сака да ќари. Или Знаете, некој сака, или едно некој- време овде сега да не говорам буквално зема се и се што од Зиг Пелагонија и така натаму и така натаму. Што да кажам? Сега- Што да кажам? Без некои работи ми е смачено и без коментар. Ама ние мораме да најдеме чара ако сакаме нешто да правиме. Невозможно е, знаете, секој ќе слушнат луѓето дека за тракторџија или за овчар знаев дека толку движа цените. То треба и да знаеш да за тракторџија дека 50-60 илјади. Може да оди и повеќе ако Тракторист, нема. така. Тој е тракторист. Ама нема да биде... Пазите, тоа е веќе солидна сума, не дека е огромна. Меѓутоа, мачна работа е земјоделството, особено тутун да станеш, да го средуваш, да го... Некој си игра мајтап со нас? Па веројатно. Или сам, или некој од надвор, или било како. Така да. Ние сме вака. Некој ќе каже дека ние сме мали да може да влијаеме со светските процеси. Да, не, ја не барам со светски процеси, ние барам да ние да се нахраниме. Меѓутоа, ако една Словенија може да се, ама зборуваме пак за една култура. Значи една Словенија, ако веќе во Европа станува еден меѓу 5 најразвиени европски земји, како со ред и со работа. Ама и господин И со ред и со работа. Така е. А и ние малку да се собереме. А ќе дојде Великден, а ќе дојде Божик, кога ќе отидеш на пазар, цените на оревот, на не знам на како се вели она одат до плафон. Да е малку, мислам, да нема смисла, има луѓе кои што немаат сега. Намерно, знаете, сите гледаат да искористат нешто. Видете, значи вака. Ние Сега е ова апел до пазарџиите, меѓутоа дај мал и тие ќе рече табе дојде прекупецот ми ги зема сите. Значи вака. Не знам како ви е идејата, иначе ако почнеме вака, ние имаме теми за многу. Идејата ми е да кажам дека имаме потенцијал земјоделски и дека не треба да се меѓутоа, справиме да видете, почнеме да не се работиме. работи, И дека ама има пари во ама земјоделие, тоа видете, сакам да кажам. Земјоделието е еден сегмент, али сето е тоа поврзани садови се сите тие. Не, дали сме ние земјоделска земја? Така не третирали и во Југославија. Ама и Ние не така можеме е. да бидеме Искра, не знам. Не све може да биде, еве покажа Джосо Пет и другите, ќе донесат фабрика, ќе донесат технологија и ќе се зголемо као бруто национален доход. Да, меѓутоа, еве ние не знам дали знаете дека од Албанија веќе повеќе увезуваме земјоделско производство, граногранирство, него што има производство во Струмичко и Гевгелевско. Дефинитивно е тоа. Да. И од Турција и од Албанија. Така да, сега зашто Па е? дали сме ние катастрофа? Ама видете сега вака. Пак уште еднаш ќе кажам. Ние прво треба да размислиме дали сакаме и ако сакаме. Прво, ако ние сакаме, нема да имаме 2 месеци ние да не работиме законски, да е забрането да се работи. Како? Ајде неделите, еден ден. Така, ама и празници имаме едно месец дена, што е законски забрането да се работи. Како може тоа? Да некој ми забрани мене да работам. Чекате, сите одиме во Грција, сите одиме Италија, Бугарија, Албанија. Како не работат? Добро, ние се научени во Југославија, не се работеше во недела сега. И ако да Недела добро. ден за семејство. Ама добро, нека си биди, не е никаков проблем. Меѓутоа има луѓе што сакаат да работат. Нека работат. Па нека работат. Зашто да им се забрани со закон? Не, Зашто? им се забрано со Закон закон, е само за- треба да платат Не. ваквата. Не дај Боже да не пријави некој дека ќе работи, дали во време на жетва, дали во ово, да не коментираме се. Значи прво треба да се направи клима за работа. Сите оние непотребни закони што се тоа треба луѓе млади што сакаат да си опстанат, а друго администрацијата
Администрација 2-30% за жал треба да си работи. Случајот со починатата мајка на сопругата, да 2 месеци не шуткаат од една институција во друга, во трета, во петта, да не може да ја одјавиме дека умрела, да кажува многу за нашата администрација. И на крај да каже, казна, после 2 месеца се плаќа казна, и колку казна се плаќа? 3-40 евра. Па вика, за 25 евра можеше портирот да ви заврши работа. Што да коментирам? Што да зборувам? Нешто не ни е јасно на сите? По тогаш никој намерно го правил. Па, По логика. Па сега, што да кажам? Што да кажам? Па ова со пасошите што беше? Како? Што беше со пасошите? А што беше со личните карти? Чекајте, ало, како? Па на што личи се тоа? И после некој ќе се чуди што изгубил или не изгубил. Знаеш како доаѓа дека за една држава да уништиш не треба војна, уништи му го образованието, остави го таму каде што е она со кое што постапи. Па ки ја вели како да се уништи државата, ако некој го земе да го чита, како или ајде да не кажеме вакви друштва, такви друштва има. Прво се разорува образованието, па се разорува одбраната, па полицијата на крај. Ајде да видиме сега дали ќе се оправи, дали нема да се оправи. Што да коментираме? Не, а битно е дека имаме иднина со земјоделството, треба само да ги насочиме и да се не мислите туку да дадеме насоки што како се. Ако за нас земјоделството е главна гранка, кој што придонесува во буџетот, вие видите само небото е плафон кога се во прашање парите, меѓутоа овде се многу теми кои што можеме ние да ги отвараме. Сосема за крај, какви се приходите на Агроунија? Значи не е поентата сега колку печалите, што е, како Па бидејќи имате и расходи, меѓутоа годишно колку движите? Па ние дојдовме во ситуација да со зголемен обем на работа имаме зголемени ризици од наплата и од ред. Тоа нормално. Да. И дојдовме во ситуација и една концепција да ние ги затоа и отворивме и продавници, да дел од приливите нормално ја решиме ликвидноста и продавниците насни се да имаме секојдневни приливи и така натаму да може. Значи приливите ние ги диригираме и секоја фирма може доколку има искуства, образование, познавање и ред други предуслови, нормално мора некој сето да го прати. Значи доколку банките имаат еден доверба. Имате кредити? Кредити секој, па кој ќе земе, еве да кажеме, одредени проекти. Ние сме меѓу другото застапници за пченка, негде 50% семенската пченка иде во Македонија. Тоа е сума неколку стотини илјади евра. Добро, колку има приходи, на пример, Агроунија? Па има од 2-3 милиона до 5-6, а порано сме имали и повеќе нешто. Евра или денари? Евра. Тоа е солидно или може повеќе? Не, ние можеме многу повеќе. Ова се приходи, сега да не разберат луѓето дека ова се пари кои што ги има огнен, тука имате и расходи, па потоа профитите остануваат. Тоа се приходи, меѓутоа расходите некаде одреден процент останува не секоја година за развој. Апсолутно, дека сигурно, мора да се мора да се инвестира. има за развој, а тоа е некаде одредена сума, нормално приближна кон приходите, расходите. Иначе кај би бил крајот такви суми, такви приходи да бидат чисти или профити, такви ги нема. Поготово ние сме мала економија, меѓутоа сме можеле, сега сме намалиле обемот на работа. И сме го свеле на онај обем што да подносливо да не одиме назад. Така. Зашто? Затоа што ако продолжеше вака целата ситуација, што уште не знам во кој смер ќе оди, како ќе оди, ние ќе си отвориме фирма и веќе со една не, него со две нозе сме и во Грција, имаме сорта призната во Грција, и таму умножуваме одредени сорти, имаме се нови 3 сорти кои се пријавени во Грција, Србија и така натаму и така натаму. Значи, ние, доколку се створат секој нормален и сериозен управител, или, ајде, бизнисмен, мора да размислува што
утре, што задутре. Ако има добра клима, ние ќе работиме овде и ќе се шириме. Ако нема добра клима, ќе работиме надвор. И ќе ги развиваме надвор, нивните економии, што друго да кажам. Сега повеќе почнувате и така да ние да со години, размислувате. ние со години размислуваме. Иначе имаше, да не именувам одредени функционери надвор, кажуваат, ало, шта треба да урадиме да нам помогнете да нам повечате принос? Има ли милионери меѓу земјоделците? Па видете. Тие обично се плашат, срамат да зборуваат затоа што Сега дојдат вака видете. Значи, кај нас прво е срамота уште предрасуди е дали некој е богат или некој е богат. Богатството е све релативно. Богатството е релативно. У смисол што се разбрахме дека парите се последица од вложената енергија, знаење и така натаму и така натаму и така натаму. Меѓутоа, богатство што е? Еве, ја доста работи што ги имам, се 90% на фирмата. Што е важното? Што е моје? Што ќе носам на другиот свет? Нема веќе. Не, јас се обидувам тие табуа да ги разбивам кај нас дека друго, кога кај нас затвара одредени луѓе, вика, чекайте, полека, вика. Кај вас се затвара. Вика, како се затвара? Тие луѓе нема затварање. Зашто да ги затворите? Ќе им земете, али ќе им земете све што злоупотребиле, вика. Крај на приказката. Не, генерално во бизнисот, не земјоделие во Македонија, бидејќи ова се бизнис муавети, кога говорам и со луѓето кои што претходно биле бизнесмени, сите ми викаат дека се уште нема милиардери во Македонија, затоа прашав дали во секторот земјоделие има милионери. Видите, тоа не треба се што е сектор земјоделие сега. И тоа јас се обидувам да ја разбијам преку овие бизнис муавети таа табу тема. Тоа не се украдени пари. Кај дел од бизнисмени. Сега вака. Значи, треба да го разграничиме ние земјоделието, она што е официјално и она што е сива економија. Голем процент е сива економија. Колкав е процент? Кој може да каже? Се оперира со некој 40%. Па тоа е пола. Скоро. Така се кажува. Дали е така, не знам. Дали е така? Тоа немате да ми кажете дека државата не знае, државата точно знае кој прави, што прави, како прави. Сега би требало да знае. Или купува социјален мир или игра со нив заедно. Па би требало. Па има нешто се. Нешто има така. Иначе ако се сака, значи ние две работи. Прво, не ги кажавме, еден респект према онај што знаеве вие, ова што го работите успешно. Благодарам. Секој малце од малце треба во вашава работа има што да се научи, да ве респектира. Други во делот на земјоделие, оние што се успешни, капа доле во сите сфери. Апсолутно, па тоа е тоа што друго, меѓу себе доста е плюкање, доста е почнеме вреѓање. да комуницираме, да се слушаме. Да се слушнеме, кој што во најлошата варијанта и најлошо да било одреден сценарij, има што да се научи. И лошото понекогаш, од лошото се учи. Како не треба да се работи. Врти случаи пак се враќаме на вредносниот систем кој што бил некогаш, а потоа се изгуби и сега ќе говориме за да почнеме да се респектираме и почитуваме. Сосема за крај, господин Оровчанец, има ли што е она што како беше она урбан лик заравен во земјоделски води, што е она што вас ве расположува, например, некој бидејќи може да си дозволи таква комоција, сака да си купи скап автомобил, некој не знам да лепи пари на музика, некој не знам што е она на што е Огнен Оровчанец агру, ние 35 години, јас ќе кажам како бизнисмен, на што не штедите пари? Па не сум штедел пари на развојот на фирмата, не сум штедел пари. Приватно ти се тоа на фирма. Тоа е. Па приватно, нема приватно. Има нешто на парфем, на кола, на гардероба, на нешто има на што не штедите пари. Видете, задоволството секој има, секој што работи у земјоделие и што е сака работата, не може да не биде задоволен кој ќе види дека се создава нова вредност. Природата создава една илузија на собственост, а нема везе. Сега, задоволството, не материјалното,
Материјалното има луѓе, дајте им ауто златно, малце им сака автобус златен. Дајте им го Скопје златно, малце им сака и вода. Не говорам за не тие. Говорам за скромни луѓе како вас, на пример. Што ве опише, што ве релаксира? На што не штедиш пари? Па дефинитивно нема штедење или не штедење. Дефинитивно јас сум задоволен. Татко ми направил некоја куќа, ја реновирал, имам некоја на страна некоја мала викендичка, односно апартман. Тоа е. А иначе да сум среброљубец, можда би се направило многу повеќе, али не би бил задоволен. Јас сум сега задоволен од она што сум го направил. Јас сум задоволен. Од ништо сме направиле некоја фирма кај што живееле, работеле од 30, 40 па до 50 луѓе. Скржав е огнен? Кога е во прашање семејството? Видете, кога бевме... Како да се говорам за деца, тато да е пари за искачање за... Ние бевме меѓу... Прво, децата се нормални, у смисол да знаат дека парите имаат вредност, дека треба напорно да се работи. Да, и се нормални. Задоволството треба они да го најдат на друго место. Еве, ја од што сум задоволен. Бил сум задоволен кога нешто ќе видам не само во мојата фирма, мене ме радуваат и многу туѓи успеси. Ме радуваат. Најнормално е позитивна љубов мора да има, позитивно ривалство да има меѓу луѓето, али не на некого да му правиме рекет, да му го земеме, ја да господарам со туѓо. На што личи тоа? Тоа на што личи се? Или на некој да му направиме, да седнеме ние, да правиме игра зло да направиме. Зло да на некого да му го земеме, па да се смееме, продолжуваме во туѓата нестреќа, болка и така натаму. Не може тоа така. Значи, видите, меѓутоа има некои сили природава, како што се буни сега, како што се буни со климатски промени, со било што, сите работи од време на време си ги носи на свое место. Универзумот е чудо е. Страшна работа. Чудо е. Да. Сега ние, видите, друго, се додека не сме патриоти, а што е патриота? Не е припадност на една партија, на друга, на трета, на патриотизам е да си го сакаш своето, фамилијата, фирмата, државата кај што живееме. Зашто да не ја сакаме? Ние да не се сакало своето. И тоа да било добро. Па не може тоа. Или припадноста на една партија да одредува дали е нешто добро или да не е добро. Тоа не може така да биде. Тоа не може така да биде. Знаев дека со вас имам ваков убав муавет, а можеме уште многу да говорам, меѓутоа толку е времето. Благодарам што бевте дел од овие бизнес муавети. Благодарам и да вам. Стигнете до колку, нека ве наследат деца, еве керката во случајот од 35 дете. Па вака, ја имам договор уште за наредни 30 години. Па тоа е одлично. После назад. Од мене уште 5 нека видат барем јубилеи се до 70 години. Да, ви посакам многу успех на Агроунија, ширете го бизнисот, застапувате ги оние вистински земјоделски политики, говорите гласно за да слушат како што и досега правевте, за да обстанеме. Благодарам. Огнен Оровчанец, основач, управител на Агроунија, наш гостин во бизнис муавети на Фактор МК. Вам почитувани ви благодарам што не гледавте, благодарности до Форманова кој што и овој петок се со нас. А ние се гледаме повторно за 7 дена на истото место на Фактор МК. Довидување.